Почитувани, добар ден. Ги гледате вестите на Канал 8. Во последните неколку години општина Кочани работи во истите буџетски рамки, поради што прашање е дали таа се развива или е во стагнација. Дилемата за финансиското работење на локалната самоуправа беше поставена на Комисијата за финансии во рамки на подготовките за седницата на Советот, на која ќе се усвојува завршната сметка. Локалната самоуправа на Кочани неколку години поред работи со слична сума пари на буџетската сметка, што се движи околу 3 милиони евра. Поради тоа прашање е како може да се зборува за развој кога нема зголемување на средствата што би се инвестирале во капитални инвестиции. Од друга страна, обврските по основ на кредити и други заложувања се во висина од околу 2,5 милиони евра. Ваквата дилема беше искажана на седницата на Комисијата за финансии, на која се разгледуваше годишниот извештај за работа на општина Кочани за минатата година. Во 2012 имаме буџет со реализација од 192 милиони денари. Во 2013 156. Значи имаме голем пат. Следната година 2014 имаме 170 милиони денари, 2015 172 милиони денари и последната завршна сметка која што е денес пред нас е 170 милиони денари. Што значи дека кога ќе погледнеме овие бројки од 2012 па до 2016 година во последните 4 години општина Кочани за жал е општина во стагнација или во намалување на буџетот. Од општинската администрација рекоа дека во текот на 2016 година се работело според објективните услови во кои се наоѓала локалната самоуправа, а реализацијата на приходите и распределбата на расходите биле на високо ниво, во споредба со периодот од пред 10 години. Ако ги погледнете приходите пред 2009, ќе видите дека реализацијата на приходите е била до 120 милиони денари. И 2010 година општина Кочани направи ревалоризација, односно ново вреднување на данокот на имот и со наметнувањето на даночната дисциплина за плаќање, овие приходи се константни и во висок износ. И затоа го достигнуваме неколку години на исто ниво сме со приходите. Имаме недостиг на средства кои што представуваат трансфери од централната власт се однесуваат за одредени проекти. Значи, општина Кочани не може да се похвали со ниту еден проект кој што е поддржан од страна на централната власт. Од администрацијата на општина Кочани беше речено дека предизборниот период влијаел врз собирањето приходи од продажба на градежно земјиште, што пак се одразило и на приходите во буџетот. Во постапката на избори е забрането продажбата на градежното земјиште и не може да очекуваме приходи кога нема продажба на градежно земјиште. Значи, 2016 имахме 3 пати циклуси распишување на продажба на градежно земјиште, кои не се одржуваат тие избори, меѓутоа процесот беше запрет. И не може да очекуваме ние дополнителни приходи, ние во планирањето ги имавме планирано како приходи, имавме и постапки спремни, меѓутоа се уште е запрен како резултат на незавршување на изборите. Членот на Комисијата за финансии Ѓорѓи Алексов се согласи дека објективните услови влијаеле да се ограничи продажбата на градежното земјиште, но ја повтори забелешката дека се потврдило во добивањето средства од државниот буџет, зашто администрацијата во општината требало да лобира, односно да понуди конкретни проекти што би се финансирале од централната власт. Годишниот финансиски извештај на локалната самоуправа за минатата година ќе се најде на разгледување и на редовната седница на Советот, што е закажана за среда. Со писмен допис до медиумите, општинската организација на СДСМ од Виница повторно реагира за неподмирените обврски на локалната самоуправа. Писмена реакција упати општинската организација на СДСМ од Виница во врска со финансиските обврски на општината, со прашање до градоначалникот Дончев дали е точен годишниот извештај за работењето на локалната самоуправа, што е усвоен на последната седница на Советот на општината. Во извештајот прецизно се гледа дека вкупните обврски на општина Виница изнесуваат 94 милиони 189 167 денари или повеќе од 1,5 милион евра. Доколку навистина градоначалникот Дончев сака да го намали долгот на општината, му препорачуваме најпрво да ги намали репрезентативните обврски, каде во последниот извештај се гледа дека општината е должна повеќе од 28.000 евра,
кон угостителските објекти. Исто така, лага е дека целосно се исплатени паушалите на советниците на општината. Последен паушал кој е исплатен е за месец септември 2016 година. Многу бргу, новата локална власт, предводена од СДСМ, на граѓаните на општина Виница ќе им обелодени каде и за што се трошеа нивните пари, стои во дописот до медиумите што го испратија виничките социјалдемократи. Со изградбата на новиот пат до Дабот во село Бели, уличното осветлување кое што е поставено на стариот пат станува бескорисно. Местната заедница на селото со реакција да се дислоцираат уличните светилки. Со изградбата на новиот пат до Дабот во село Бели и со урбанизацијата, уличното осветлување кое што е поставено на стариот пат е бескорисно. Осветлен е стариот пат, а новиот по кој што минуваат посетителите и жителите кон Дабот, навечер нема осветлување. Поради користење на новиот пат се наметна потребата од дислоцирање на уличното осветлување, за што реагираат и жителите и местната заедница на село Бели. Што е трасата? Доводот на Дабот Светилија, локалитетот, она што е застроја. Беше поставен по стариот пат, сега е поставен. Барем од Евана, она да го постави по новиот пат, пошто уличното осветлување е сега бескорисно. Пошто сега таму луѓе не се движат. Сите туристи што имаме гости се движат по новиот пат. Пошто во летно време луѓето по вечерните сати одат на прошетка на локалитетот и патот не е осветлен, а по стариот пат не одат. Пошто значи од уличното осветлување сега немаме никаква фајда. Анастасов додава дека тие поднеле барање до Евана, но од таму немаат одговор. Од предпријатието пак истакнаа дека уличното осветлување е во надлежност на општината и тука не можат да помогнат ништо. Раководството на планинарското друштво Согово упати реакција поради опасностите што ги доживуваат во нивните активности, поради ненајавените хајки на ловците од регионот. Исто така, планинарите предупредуваат на загадување на осоговијата од страна на несовесни граѓани, рекреативци кои што престојуваат во природа. Викендов членовите на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани доживеале сериозна опасност да настрадаат од заскитан куршум на маршот што го реализирале во атарот на селата Пантелеј и Рајчани. Ненајавената хајка на штетен дивеч што ја имале ловците од регионот придонела планинарите да се најдат токму на теренот каде што се пукало, па само присебноста на поискусните од групата помогнала да се извлечат без никакви последици. Во реакцијата упатена до нашата редакција, велат дека тоа не е прв случај на блиска средба со опасноста да бидат погрешна мета за љубителите на ловот на дивеч. Токму поради тоа апелираат до ловечките здруженија, но и до сите ловци поединечно, дека излегувањето на лов без да се даде информација во јавноста за тоа е опасност за сите граѓани кои планинарат или рекреативно престојуваат во осоговијата. Посебно, таквите известувања е потребно да се дадат за време на викендите, кога раздвиженоста во планината е поголема. Втората причина поради која планинарите реагираат е масовното фрлање отпадоци во планинскиот регион. Голем број граѓани и рекреативци по престојот во природа оставаат купишта ѓубре, пред се пластика и други тешко разградливи материи, поради што падините на Осогово веќе наликуваат на депонија. Најзагадена е околината на познатите локалитети што се дел од туристичкиот потенцијал на регионот, поради што планинарите реагираат за ниското ниво на култура и одговорност спрема природата. Исто така, бараат од членовите на мотоклубовите, посебно од љубителите на екстремните спортови во планина, да внимаваат на планинарите и другите лица кои се движат по обележаните патеки. Брзината на движење со мотоциклите треба да ја прилагодат според условите, за да не ја загрозуваат безбедноста на организираните планинарски групи, во кои има редовно и малолетни лица, велат од Планинарското спортско друштво Осогово во нивната реакција до медиумите. Општината Чешиново Блешево стана дел од Еразмус Плюс програмата на Европската Унија за образование, обука, млади и спорт. Работилница за оваа програма се одража во основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново, на која предавачи беа представници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Скопје.
Еразмус плюс програмата на Европската Унија за образование, обука, млади и спорт започна да се имплементира и во основните училишта и градинката во општина Чешиново, Блешево. Основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново беше домаќин на работилницата, што се одржа со цел објаснување на програмата, целите на истата и придобивките од нејзино имплементирање за училиштето. Предавачи беа представници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Скопје, а акцент беше ставен на ЕУ иницијативите Европас, Евридика и Етвининг. Целна група се наставници и раководните лица на основните училишта во општината и од детската градинка. Сметаме дека оваа работилница ќе влие за аплицирање на повеќе проекти и размена на искуства со наставници и училишта од надвор од државата. Сметаме дека е можност наставниците да се запознаат со овие програми и да ги прошират своите познавања во делот на апликација и воспоставување врски со училиштата надвор од државата. Па имаме повеќе идеи за проекти. Од оваа година нашето училиште е добитник на зелено знаме, значи станавме еко училиште, така да планираме идните e-twinning проекти кои што планираме да ги реализираме да бидат од делот на екологијата. Главната цел на Еразмус плюс програмата е да одговори на повеќе предизвици кои што се однесуваат на борба против зголемувањето на невработеноста, особено меѓу младите лица, развој на социјалниот капитал, промоција на систематските реформи во земјите за демократски живот во Европа, активно граѓанство и развој на спорт и спортски активности. И виничкото поднебје се услови за вирење на пустинските видови на кактуси од типот опинтија. Во атарот на село Виничка Кршла, на неколку локации, веќе со децении обстојува редок вид на кактус, кој според познавачите може да се користи и како лек. Долини на кактусот како потенцијална туристичка атракција со децении се инкогнито за виничката јавност. На надморска височина од 500 метри во пределот на селото Виничка Кршла во Грланско мало, за чие постоење сведочат напуштените куќи, на повеќе места може да се забележат ниски грмушки од атрактивниот вид на кактус од родот Оптинија. Овие плочки во сино-зелена боја препознатливи се по виолетовата нијанса која се прелева по целата површина, а за еден месец се очекуваат и цветовите. Венцо Манасиев, чие потекло е токму од ова мало, за кактусите знае многу одамна, но доправа ги открива за пошироката јавност. Уште од мали детски години, потекнувам од овој крај тука. За наше време, поранешно време, дури бевме деца, имавме, садевме бостани, житарици, имаше се. Меѓутоа, со тек на времето, со промената на климата, и силувањето на народот од тука, останало се запустува ко никој ништо не одржуваме веќе толку. Се користат како лекови, претежно за мисля дека беше за болки во ушите, за рани. Се верува дека семето од џуџестите кактуси е донесено од птиците преселници кои се засолнуваат во блиските карпи, каде што е и живеалиштето на птиците грабливки. Според други пак, кактусот е автохтоно растение кое е само израснало, а не е засадено од човек. Долините на кактусите се дел од многуте креации на природата која несебично и ги дарила на Македонија. Иако е добро познато дека кактусот е растение кое што расте во пустинските делови на Мексико и САД, во Македонија како необичен природен феномен е пронајден на неколку места, Демир Капија, Пробиштипско, а и во Виничко. Виничанецот Игор Дамјанов веќе 13 години е присутен и славен во бугарскиот милионски медиумски етер. А во Македонија, за жал за неговиот талент, знаат само виничани. Каде одат нашите таленти? 32 годишниот актер Игор Дамјанов, роден во Виница, веќе 13 години кариерата и славата ја гради во соседна Бугарија. Дипломските и постдипломските студии во Бугарија му ги отворија вратите во театарот во Благоевград. Но покрај основната, тој има и уште еден куп споредни дејности, кои што му ја носат и медиумската слава. Неодамна победи на бугарското талент шоу Пееш или лажеш, а е долгогодишен соработник и на најгледаната национална телевизија во Бугарија во шоуто Господари на ефира, со која го надоградува својот новинарски истражувачки дух.
13 години веќе живеам во Бугарија и тоа е. Имам представи у Благоевградскиот драмски театар, како и правам караоке забави по најпознатите клубови у Бугарија. Тоа е за сега, снимам реклами, снимам серии, бугарски филмови. Работех за Господари на ефира и сега сам се така насочил да работам само за интернет. Затоа што интернет е медија, за мене тоа е можеби сега најголемата и медија што најмногу ќе се развива од тука натамо и мислам дека таму ми е местото и можам да се развивам без да имам никакви граници и цензура. Ние младите веќе гледаме на интернет, гледаме на таблети, гледаме на телефони, избегнуваме да гледаме телевизија пред телевизор, затоа што тоа ограничува како сати и затоа не гледам и телевизија. И пусто не ме интересира, мислам, само политика, не ме интересира. Но за овој млад актер телевизијата не е веќе предизвик. Тој бара целосна слобода во својата креативност, постојано е во потрага по нови техники, а неретко е и главен лик во некоја ТВ реклама. У Бугарија новинарите станаат само луѓе што не тражат сензација, тоест они само се репортери. Тоест нешто се случува и они го кажуваат дека се случило. Додека новинарската работа е да тражиш, да најдеш некој проблем кај што има, да го решиш проблемот, да помогнеш по некој начин на општеството, да биде информирано. И тоа што работа што се скриени од нив, општеството што не ги знае. А новинарската работа е тоа, да копа и да тражи. Нашата емисија Господари на ефира точно тоа прави. Работа на сигнали од луѓето и ги покажува на телевизија. И луѓето веруваат у таа институција. Продукциите у Бугарија се многу по-големи, многу по-платени, многу по-добро изгледаат, затоа што пазарот е многу поголем. И рекламите што се на телевизија се многу платени. И заради тоа, дури и македонските реклами знам дека ги снимаме таму. Дамјанов останува отворен за соработка со македонските медиуми, кои што се уште според него се слаби со домашна продукција, а доминантни со политика и со турски серии. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одигра 18-тото коло во третата фудбалска лига во кое Осогово победи во Свети Николе против Овчеполе. Пинпонгарите на Кучани одиграа 2 надпревари, при што на домашен терен победија, а на гостувањето во Битола претрпеа пораз. Во третата фудбалска лига во неделата се играше редовното 18-то коло, а фудбалерите на Осогово се вратија со освоени 3 бода од гостувањето во Свети Николе. Иако се очекуваше тие да имаат тежок и неизвестен меч против домашната екипа на Овчеполе, сепак со добра и борбена игра победија со 2:0. Успехот за жолто-сините дојде во второто полувреме, откако првиот дел заврши без голови. Првиот погодок за Осогово го постигна Тасиски во 61-та минута, додека на самиот крај од надпреварот во 90-та минута Андреј Коцевски го постави конечниот резултат и ги потврди бодовите за својата екипа. Успехот е уште поголем со тоа што елиминиран е еден од директните конкуренти за врвот на табелата, а во исто време кочанскиот третолигаш се реваншираше за поразот што во есенскиот дел од првенството го доживеа од светиниколчани на домашен терен. Во моментот нашата екипа има 36 бода и понатаму се наоѓа на 4-то место, а во следното коло ќе гостува во Делчево против Брегалница Голак. Викендов на стадионот Никола Мантов се одигра 11-тиот поред меморијален турнир Драганица Куп во младинска конкуренција. Учествуваа 4 екипи, а победник е Осогово, кој во финалето се сретна со Слога 1934 и славеше победа од 3:2. Во надпреварот за третото место играа Каменица, Саса и Кочани, при што каменичани победија со 6:0. Во првенството на првата пинпонгарска лига, екипата на Кочани викендов одигра 2 надпревари, од кои едниот од редовното второ, а другиот од одложеното прво пролетно коло. Најпрви нашите пинпонгари беа домакини на борец тим од Велес и го совладаа со 5:1. Во неделата пак гостуваа во Битола за да го одиграат за останатиот надпревар со Мултитекс. Како што се очекуваше, средбата против битолчани беше тешка и неизвестна, а нашата екипа доживеа тесен пораз од 5:4. Во следното 10-то коло пинпонгарите ќе гостуваат во Струга против истоимената екипа.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.